Другарчиња, еве не во новите прилози во кои сме подготвени да ви кажеме се за здравите оброци за нашите најмили другарчиња. Значи, неретко родителите имаат проблем со тоа што да им подготват на нивните деца, а да биде здраво, да има хранлива вредност, доволно витамини и да биде разноврсно. Токму поради тоа, ние денеска си дојдовме во нашиот познат ресторант Носталгија, каде што врвните кулинари ни дадоа многу корисни совети за едноставни, здрави и брзи детски оброци. Но пред да ви кажам што ни подготвија за денеска, да си признаеме дека понекогаш ние родителите, сакајќи да добиеме во време, да стигнеме на време на работа, да можеме што полесно да ги убедиме децата да го изедат нивното оброче, знаеме да сечиме леб, да намачкаме еврокремче, можеби да направиме тост, да намачкаме маргаринче или да натопиме бисквити во млеко и на брзина сето тоа да им го дадеме на нашите деца, не размислувајќи колку сето тоа има хранлива вредност и колку сето тоа ќе им даде енергија на децата за да го поминат квалитетно денот. Значи, точно дека понекогаш практикуваме ние и такви оброци кои што не се многу полни со витамини и кои што не се секогаш многу здрави, но како ние да ги научиме децата да го засакаат зеленчукот? Мораме да си признаеме дека барем 70% од малите деца единствено ја јадат краставицата и по некое друго зеленчуче, што да речеме, можеби и не е толку многу страшно ако јадат овошје, но ако не јадат ни овошје, ни зеленчук, тоа е веќе навистина огромен проблем. Јас познавам многу родители кои што никако не можат да ги натераат нивните деца да го засакаат доматот или патлиџанот, како што го викаат некои. А доматот е многу важен и здрав зеленчук кој што треба малите деца да научат да го консумираат уште од најмали нозе, кога веќе ќе почнат да растат нивните запчиња. Ете, денеска во име на неговото височество доматот или патлиџанот, јас сакам да ги прашам тука најзадолжените и најглавните во кујната на ресторан Носталгија, Бети и Дејан, како ви текна на една ваква неверојатна креација која не зема повеќе од минутка, 2 минути, нели? А е толку многу интересна за да ги натераме децата да се заљубат во патлиџанот, а не да го засакаат и да го пробаат нивниот вкус. Бети? Да. Се согласуваш со сето ова што го кажав, нели? И имам право кога велам дека на децата треба да им се понуди нешто вакво, нешто толку многу весело, нешто толку многу естетски поддржано, за да тие не само што нема да можат да не одбијат да го пробаат, туку и ќе посакуваат секојдневно една ваква уметност во тањир преточена, нели Дејан? Од аспект на родител, колку си се трудел ти на твоите деца да им подготвиш? Како што кажавте, се трудиме, ама повише сакаат да одбегнуваат тие некои како брокула, моркови, па така да почесто ги убацуваме во други јадења, за да не се примети пасирано или сескано, така дури се навикне самото дете, самиот организам негов, за да почне да самото да бара. Да, но додека ги храниме од лажиче, додека им правиме каши блендирани, тие не одбиваат. Тие сите вкусови ги прифаќаат. Кој ќе види така нешто кој ќе треба да им се даде парче по парче, кога веќе треба самите тоа да го јадат, тогаш се јавуваат најголемите отпори кај децата.
Бети, кажи ми ти, колку ваквите уметности ги практикувате овде во ресторанот? Значи, во реалната ваша работа секојдневна? Па најчесто. Најчесто. И ово декорирање е една голема уметност. Меѓутоа, кога се работи за децата, се знае дека зеленчукот е многу здрав и тие треба почесто да го конзумираат. Најважен зеленчукот и овошјето се најважни, бидејќи тука се сместени сите витамини, протеини и многу други важни состојки кои што се неопходни за првите години од развојот и растењето на дечињата. И ајде сега да ми помогнете само уште да кажеме што содржи оваа декорација. Бети, значи овде имаме ливчиња. Ова е цвеќенце. Ливчињата се од рукола. Патлиџанот е како подлога, на него има очиња да биде интересно за дечињата и запчиња исто така од пченка. Пченка, краставички и маслинче малку, да. Така нели? Младо дршката е од кромичче и од макдоновче ливчиња и добиваме едно цвеќе. Едно цвеќе, едно за мене, едно за другарчето, како што велат малите дечиња. Дејан, многу ви благодарам што ни помогнавте благодарение на оваа декорација ние да ги подсетиме родителите никогаш да не се откажувате од вашето повторно и повторно обидување да пробате пак на децата да им го понудите зеленчукот како една од најглавните артикли во исхраната. Значи, не прибегнувајте на она што ни е најлесно за 2 секунди да го намачкаме лепчето и да сме сигурни дека тоа ќе го изеде. Значи, обидувајте се, внесувајте колку што можете повеќе фантазија, бидете упорни, настојувајте и јас сум сигурна дека еден ден тоа навистина ќе ви се исплати. Ние повторно ќе дојдеме со уште еден прилог, веќе наредниот пат ќе видите како на поинаков начин ние да им го доближиме овошјето. Договорено? Договорено. Па толку другарчиња во овој прилог. Продолжуваме понатаму. Чао. Чао. Buddy, you're a boy, make a big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place. Sing it, we will rock you. We will rock you. Buddy, you're a young man, hard man, shouting in the street, gonna take on the world someday. You got blood on your face, you big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. We will rock you. Buddy, you're an old man, poor man, pleading with your eyes, gonna make you some peace someday. You got mud on your face, you big disgrace. Somebody better put you back into your place. Sing it, we will rock you. Everybody, we will rock you. We will rock you. Sing it, we will rock you. Ние се селиме во ординацијата на асистент доктор Весна Мицевска, специјалист педијатар, со која денеска ќе зборуваме за една многу интересна тема, која што сум сигурна најмногу ќе ги засега родителите, особено мајките. Во овој втор дел од нашите звезди и приказни ќе се обидуваме секогаш да ви одгонетнеме многу вистини и заблуди за кои можеби никогаш досега не се зборувало јавно,
Ке се обидеме да го следиме вашиот пулс, сите ваши желби, сите ваши предложени теми на нашиот Facebook профил и се она што може да биде интересно за најмилите и за нивните родители. Доктор Весна, ви благодарам што ја отворивте вашата ординација за нас денеска. Ке ми биде задоволство во овие звезди и приказни да позборуваме за нешто што сум сигурна дека со години наназад е една многу интересна тема, особено што ретко се зборува на таа тема. Природата, дали по случајност или можеби така требало да биде, улогата на оној кој што е најдиректно задолжен за оние 9 месеци од зачетокот до раѓањето на бебето и ги доделила на мајката. Не знам дали по женска линија или така морало да биде, но жената е онаа која што е најможеби загрижена и најмногу оптеретена со прашањето дали ќе бидам доволно добра мајка. Нели ова е една од најчестите дилеми на секоја девојка? Да, тоа е дилема кај секоја идна мајка, можеби и пред да остане бремена и пред да помисли дека ќе има дете, се до моментите кога носи во себе нов живот, па и по породувањето, првите денови, првите месеци, постојано се поставува тоа прашање дали она што го праваме вистинското, дали го разбирам своето дете, дали добро го чувам, дали добро го хранам, дали од него ќе направам добар човек. Многу често и прашањето дали можеби моето млеко не е доволно добро заради тоа што моето дете послабо расте, послабо напредува. Тоа е едно од најчестите прашања кои што го поставуваат мајките. Так. Колку е важна староста на мајката? Колку денеска се нештата изменети од минатото? Сведоци сме дека ретко денеска која млада и еманципирана жена ќе се одлучи да раѓа дете или да планира семејство пред 30 година, бидејќи сите помалку сме себични, сакаме прво да ги завршиме сите цели во животот, сите предизвици пред нас, а потоа да преидеме на планот семејство. Да, со зголемувањето на обврските на жената во домот и во општеството, значи со рамо до рамо, застанувајќи до машкиот свет, се зголемуваат обврските во повеќе сфери. Сепак домот и грижата за децата најмногу останува секогаш на мајката. Може би токму и од тие причини во последните децении се поместува нагоре времето кога една жена ќе стане мајка. Значи од можеби период пред неколку децении кога станувале мајки на 18 и 20 годишна возраст, сега веќе постепено таа граница се поместува до 30-та година. Па токму така и ретко која жена пред 30-та година станува мајка. Можеби прво сакајки да постигне некаква кариера, да го заврши образованието, да се вработи, да може нели и заедно со брачниот сопатник да имаат сопствени средства со кои што нема да зависат од родителите и од околината, за да можат да формираат едно самостојно и нормално и здраво семејство. Така да навистина се поместува границата на станување на мајка некаде кон 30-та година, па и над 30-та година. Многу почесто сега имаме и мајки кои што своето прво дете го раѓаат и на повеќе од 30 годишна возраст. Так. А што е со репродуктивниот век? Кој е според вас најдоброто време? Знаеме дека тоа не трае вечно, значи знаеме дека после 35-6 година веќе се потешко е да се стане родител, так, да се стане мајка. Меѓутоа, ако вие треба да кажете совет на идните мајки или на оние кои постојано го одлагаат ова, кој е најдобриот период? Значи, сепак малку порано, 1-2 децении порано од сега, некаде идеално време било помеѓу 20 и 24-та година да се стане мајка. И млада мајка која прв пат раѓа, млада првородка, била до 24-та година. Сега тие граници се поместени, но сепак, значи, јас би советувала да
она жена која што сака да стане мајка, да тоа го стори за прв пат, барем првиот пат да биде пред 30-та година. Бидејќи сепак биологијата си ги направила нештата да што е тоа порано, да кажеме, има работи кои што имаат предности Така. од секој аспект. Добро е еден убав совет за почеток. Исто така мораме да споменеме покрај промените кои се направени последнава деценија, дека малку од женска страна посакаме да бидеме застапени секаде, да не има, значи ретко ќе сретнеме девојка која завршува со факултет, секоја сака да оди на магистратура, секоја па и докторат да подготви, значи сето тоа ги одложува плановите за бракот и за потомството, но се повеќе е и нагласен трендот, особено последниве години, на оние индепендент мајки. Независни, слободни, независни мајки, кои што дури и малку повеќе од разбирливо себично гледаат на семејството и на бракот како форма на живење, значи сакаат да станат мајки, но да бидат сами независни и своји. Јас и моето дете. Како вие гледате на овој тренд и дали како педијатар, како човек кој учел за доброто на детето, а знаеме дека се пропагира од секогаш дека најдоброто за детето е да расте со двајцата родители. Значи, сепак, не само она што сме учеле и она што сме слушале и сме се воспитували и развивале во еден таков дух, каде што бракот бил единица на општеството, сметам дека ако е можно, најдобро и идеално би било да детето се развива во брачна заедница, бидејќи него му е потребно биолошки да има и мајка и татко крај себе. Меѓутоа, свесни сме дека во последно време, значи не само во Европа и во светот, туку и кај нас се зголемува бројот на мајки кои што значи самостојни мајки кои што не влегуваат во брачна заедница за да создадат семејство, значи имаат деца, но без брачен сопатник крај себе. Во минатото може би ни беше чудно што многу често тоа во Европа се случува, особено порано од кај нас во Северна и Западна Европа, меѓутоа тој тренд сега и кај нас доаѓа. Значи, сепак би кажала дека ако е можно, идеално би било да детето расте со двајцата родители. Меѓутоа, има различни ситуации, различни можности, сепак за да се создаде една здрава личност, доволно е да живее во здрава средина, независно од тоа колку личности ќе има во таа здрава средина. Дали ќе биде тоа двајца родители, ќе биде еден родител и други околу, сепак и други членови од семејството, поширокото, значи не би рекла дека е невозможно, ниту пак дека сум против тоа. Така. Во минатото тие мајки биле покажувани со прст, биле бележени, денеска се случувало зошто е тоа така, од каде, причините се барале зошто е таа сама. Меѓутоа денеска она што е во светот постепено доаѓа и кај нас, така да тие предрасуди се веќе надминати и мислам дека тие мајки се Да, охрабрувани се повеќе. А во светот и од она малку кое јас можев да го истражам додека ги договаравме овие теми за разговор, е дека во светот постојат и советувалишта. Постојат места каде што се прават едни тимови на психолози, на доктори и на луѓе со слични искуства, каде што не само што ги охрабруваат, туку им даваат поддршка секаква каква што можат. Од психолошка поддршка, социјална до финансиска поддршка на оние мајки кои одлучиле да забременат, но ете немаат партнер со кого сакаат да го споделат животот и секојдневието. Како вие гледате, кај нас има ли таков простор, има ли такво тло за да се создадат кај нас едни такви советувалишта во кои не само тие мајки кои одлучуваат сами да родат дете, туку и брачните парови кои не се сосема сигурни дали сакаат или не сакаат, дали е вистинско време, дали со една плата ние ќе можеме да издржиме, бидејќи финансискиот притисок последниве години се повеќе ги става под знак прашалник многоидни врски, дали ќе опстојат, дали ќе имаат деца, дали воопшто ќе можат тие некогаш да оформат семејство или пак да направат свадба, што е за некои веќе и мислена именка. Значи,
советовалишта за идни родители, за идните мајки, за чинот на породување и понатаму, значи, одгледувањето на малото бебе, постојат. Значи, во поново време има доста организации, неколку организации кои што се занимаваат со овие теми, но повеќе се за, еве вака, значи, родители, совет за родителите, за таткото и мајката. Нема, може би немало интерес, може би никој не побарал да се направи така еден дел кој што ќе биде советовалиште за самохраните мајки или за еден родител. Не мора да биде во даден момент во животот, може да остане еден од родителите сам. Значи, советовалишта има, може би само малце повеќе иницијатива и желба да се потенцира потребата од проширување на ингеренциите и советите на овие организации. Мислам дека би можело, има добра подлога и би можело да се тоа и по многу направи. теми мислам дека тука би можеле. И тоа не би било само крајот тука, него тоа би биле теми развива. кои што би се проширувале со самата потреба и со барањата кои што ќе ги имаат идните или сегашните родители. Така. Колку во вашата пракса, вие не споменав на почеток дека долги години работите во клиниката за детски болести, колку во вашата пракса сте сретнале, предпоставувам, многу интересни и несекојдневни детски истории на родители, и не секогаш било тоа врзано за радост и среќа, бидејќи некој вака од страна да анализира дека на педиатрите им е можеби најлесно и безболно на нивна медицинска пракса ја практикуваат затоа што се работат со деца. Но секогаш детските проблеми не завршуваат среќно, нели? Значи, ние во нашата работа секогаш велиме нашиот пациент е детето. Меѓутоа, тоа никогаш не доаѓа само на преглед. Значи, наши пациенти, индиректно, не можам да кажам вистински пациенти, меѓутоа, личности со кои што ние се судираме, се и родителите, старателите, бабата, дедото, членови од семејство кои ќе го донесат детето на преглед, кои што ќе бидат присутни и ќе учествуваат во лекувањето и во третманот на децата. Така да, нашата работа е убава, работиме со деца, меѓутоа, паралелно на тоа, ние среќаваме и многу судбини, различни, и лоши, и добри, и тажни, трагични судбини со кои што секојдневно се среќаваме. Сигурно дека не се многу на број, меѓутоа со различни типови на судбини и не ги чувствуваме само децата како оние со кои што ние се однесуваме како лекари. Тука е целото семејство, посебно кај потешко и хронично болните деца. Така, а сигурна сум дека најсреќни сте кога имате успех во она што го правите, бидејќи детскиот живот, детската насмевка нема цена. Јас предлагам од разговорот со асистент доктор Весна Мицевска, педијатар во клиниката за детски болести, ќе ви се заблагодарам што денеска издвоите време за нас, да направиме на кратка пауза и да видиме со која позната личност денеска ние се враќаме во детството. When they say it's time to live,
екипа другарчиња, еве не во највеселиот и во најопуштениот дел од вашите звезди и приказни, каде од денеска па секој ден ние ќе среќаваме една позната личност, верувам ваша најомилена. Со нас денеска од левата страна, ја препознават и позади очилата е вашата не знам дали баш ме омилена препознаваат вака. Кристина Арнаудова, која сигурна сум дека многу се радува на темата за детството, на приказките, на принцовите, принцезите и сите нешта кои сите нас не враќаат. На овој или на оној начин, секој од нас во одреден дел од животот сака да побегне во детството, да стане пак дете, нели Кики? Ја мислам дека цел живот ќе оставам дете. И многу се радувам што сега имам дете кое што е малечко и што можам сега да си играм со него и да ги правам сите детски работи. И мене тие такви работи уопште не ме замараат. Напротив, ја уживам, вака се луваме на вулешки, трчаме, играме заедно топка, скокаме заедно, му дозволувам да прави се. Мислам, апсолутно се соживувам со тоа и мислам дека нема никогаш да пораснам. Тек кога ќе му подарите и друштво па на Максим, па да видиш па што е тоа лудување. Баба е кај што се бабите, а сега овде се мајките и принцезите. И со нас е дада Кики, која денеска ќе ни зборува за незиното детство. Кики, кои беа карактеристични игри во твоето детство? Мене детството ме асоцира на градот каде што пораснав, на Неготино. И како мало место се живееше многу смирено и безгрижно, игравме по улиците, трчавме, никој не се потресуваше каде сум отидена, дали сум... Немаше мобилен да го изгубиш? Да, дали сум пред зграда, дали сум во некоја куќа отидена на гости. Значи ме асоцира на тоа што многу бев да кажам непослушна, односно својглава и дека правев тоа што сакав да направам. И најчија што би рекле? Во главном на такви работи, значи на едно безгрижно детство, трчање по улици. Неготино во главно. Ме асоцира на тоа. Сега си мајка на 2,5 годишниот Максим веќе, така нели? Верувам дека има многу случаи со кои се препознаваш ти без оглед што тој е момче, а ти беше девојче. Во што Максим те копира тебе? Или повеќе тато? Мислам дека не повеќе, туку дека личи скроз на татко му. Темпераментот ни е тука некаде, значи двајцата сме такви немирни, темпераментни, брзи. Па е тука сличен на нас, ама во главно многу личи на татко му. Не знам во што ме копира, многу сака да учи. Значи умен Максим. Не, многу сака сам да учи, како да ви кажам, не тако формално образование да го пратам на курс или не знам што, туку прашува цело време. И на пример најново му е тоа што сега сака да учи англиски, ме прашува за секој збор како е тоа мамо, како и во тоа личи на мене. Ја бев иста таква. Многу сакам нови работи да знам. Многу сакаме умни дечиња, да. И ја многу сакам. Многу сака да учи нови песни и горте многу кога ќе научи нова песна и ја пее пред сите, ја кажува, значи таков не е срамежлив. Во тоа личи многу на мене. И сака да се качува на бина, не може никој да го запре и во тоа личи на мене. Тоа најмногу ми се допаѓа. Браво за Максим. Ајде да се вратиме сега на приказките од детството. Во нашите звезди и приказки обично ќе раскажуваме по една од нашите омилени приказки или приказна што не врзува за детството. Што ни одбрати за денеска? Јас прво ја одбрав Девојчето со кибричињата и таа ја одбрав како приказна која што имала најголемо влијание врз мене како личност подоцна. Значи, тажната приказна на тоа девојче ме натера многу повеќе да размислувам за слични тажни приказни во моето обкружување. И многу влијаеше врз тоа каква стана, значи колку многу сочувство има во себе во иднина. Хуманост. Да, во иднина. Па повеќе сочувство, емпатија, значи да се соживувам со тугите животни приказни и да секогаш кога ќе можам да не дозволам такво нешто да се случи. Ама бидејќи е многу тажна таа приказна. Да, ќе ги раскажеме децата, навистина нема смисла. Ќе раскажеме некоја малку не толку тажна приказна. Поведра. Поведра, да кажем. Со хепи енд. Да. Значи денеска ќе ја читаме Црвенкапа. Еј, супер. Супер, леле колку уплат има од тој волкот, дури сум го сонувала да ти кажам искрено често. Па мислам дека сите деца имаат таков страф од волкот. Еви син ми сега бега низ собите и вика дека волкот го бркал. Добро, значи така да почнам. Црвенкапа, можеме. Црвенкапа. Повели. Еднаш во едно село покрај шумата си живееше едно девојче со црвено палтенце со капче кое го викаа Црвенкапа. Црвенкапа, однеси ја колачињава кај баба ти, таа е болна. И рече еден ден мајка ѝ:
Но запомни, оди право кај бабата и не разговарај со непознати. Сакаш да слушаш и ти? Ајде тука слушај. Од недадеш пред неа се појави волкот. Каде одиш толку рано, Црвенкапо? Ја праша. Одам кај баба ми, која е болна, да ја однеса малку колачиња, и чајче и сирупче, за да оздрави, одговори таа. Набери на баба ти од убавите цвеќиња, таа сигурно ќе се израдува многу, и рекол волкот на Црвенкапа. Црвенкапа си рекла, па да, мојата баба многу сака цвеќиња, таа сигурно многу ќе се израдува на нив. И отишла во шумата да бере цвеќиња. Во меѓувреме, волкот тргна право кон куќата на бабичката и зачука на вратата. Кој е таму? Праша бабата. Јас сум Црвенкапа, си го преправил волкот гласот. Влези, отворено е, рекла бабичката. Јас сум многу болна и црпена за да ти отворам. Волкот силно ја турна вратата и кога бабата виде што се случува, почна да бега за да се спаси. Многу се уплашила бабата. Но веќе било предоцна. Волкот за миг ја зграбчи, ја голтна и задоволно икна. Што се случило? Потоа се облече како бабата, легна во креветот и се преправаше дека спие. Лош волк. Да. Кога дошла Црвенкапа, појде кон креветот и викна: "О, бабо, колкави уши имаш? Зошто имаш толку големи уши?" Волкот одговорил: "За подобро да те слушнам." "А бабо, зошто имаш толку големи очи?" И волкот рекол: "За подобро да те видам." "А бабо, зошто имаш толку голема уста?" Мама. Волкот станал и рекол: "За да те изедам." И така, злато, волкот ја изел и Црвенкапа и си легнал да спие. Стомакот му бил полн и тој зарачил задоволно. Тогаш пред кукичката Кој дошол? Кој дошол? Ловецот. И го слушнал волкот како гласно хрчи. Рекол: "А, ова не е бабата. Бабата волку гласно не хрчи." И влегол во кукичката. Го видел волкот како спие, ја земал пушката и па, го убил волкот. Го земал ножот, му го исекол стомакот и од стомакот излегле бабата и кој? И Црвенкапа. Исплашени. Толку биле среќни и радосни што ги спасил ловџијата, почнале да го гушкаат и да го бакнуваат и му викале: "Благодари ме многу што не спаси. Лошиот волк нас не изеде и мислевме дека вечно таму ќе останеме во стомакот." Да, страшно. А тогаш ги извадиле колачињата и сокчето и си седнеле на масата и си ги изеле сите прославиле. заедно. И така Црвенкапа и бабата си живееле среќно до крајот на животот. Браво! Јас верувам, Кики, дека му е Максим многу интересно кога му раскажуваш, сигурно имаш доста трпение да му раскажуваш. Имам, да, многу приказки. сакам да раскажувам. И му раскажувам за заспивање приказни. Негова омилена е Волкот и 7 јариња, он вика сакам волкот и тите јајиња. Трите јариња он ги вика. Му раскажувам многу приказни и се научи, па сега седно вака ја отвора книгата и вика: "Еднаш многу одамна." Максиме, срце ќе го видиме и него, верувам, во некоја следна емисија. Вас, драги наши, ви благодарам што не следевте со внимание. Киките, ви исто така ти благодарам што ни ја подари Црвенкапа за денеска и што ни откри некои детали од твоето детство. И не заборавајте, зачувајте го секогаш детето во себе и така ќе останете вечно млади. Чао!